поубаво време од ова сегашново, не постои за правење на хумор и сатира. Меѓутоа, од друга страна, па, во исто време за нас, сатиричарите, е многу тешко и хумористите да направиш, например, пародија. На што да направиш пародија? Ово е пародија само по себе што се случува кај нас во државата. Поголем хумор има ли од тоа? Има ли по-пародична ситуација од тоа да се пуштат снимени разговори на телевизија и како аудио снимки и да го убедуваш народот дека тие разговори се снимени, монтирани, лепени, сечени, уште да земе огледало некој да го стави овака, да искочи пред луѓето и да рече овој во огледалото не сум ја. Ја не знам кој се легнуваат навечер тие луѓе, предпоставам дека се мијат заби навечер, прават хигиена редовна. Што мислат кога ќе се погледнат во огледало? Како се однесуваат спрема нивните деца? Што им кажуваат нивните деца? Ја предпоставам дека голем дел од нив имаат више деца што можат да им постават прашање, тато што е ова што се случува точно ли? Што им кажува? Знаете, ние знаеме дека цело е ова е што го слушнавме жива вистина. Значи, има доволно критична маса у државата на која што е јасно, која што не можеш да ја заведеш. Мене ми е нејасно, еднаш го кажав, мислам дека го спомнав и во патот за успехот кога ја работевме емисијата. Многу голем греф е луѓето да ги држиш, да си на власт и луѓето со лажење, да ги држиш во една ситуација и да ги убедуваш дека им е убаво. Исто е многу голем греф да им набиваш трав во коските и со тоа да владееш. Тоа еден ден ќе се врати, не може да не се врати. Како бумеранг и тоа. Да, знаеш што има една пословица, вика, си купив нов бумеранг, ми е гајле стариот го фрлив. Тоа че им се случи? Постојано сум го поставил истото прашање сам на себе си. Кога ќе легнеш навечер, после тие бомби кои што се случија на оваа македонска политичка сцена. Навистина, што му кажуваш на детето кога тоа дете оди на училиште и ќе го прашат? Веројатно треба да смислиш некој одговор. Знаеш, Мишко, ја мислам дека колку да имат осетено чувство, изгубено чувство за одговорности луѓе, колку и да се влезени во друг стил, колку и да имаат некој од нив криминален ум и да размислуваат во тој правец. Затоа што не може човек така да се однесува ако нема таков ум. Ако не размислува така, ако не му е тоа во чипот. Сепак, мислам дека кај сите луѓе постои еден дел, барем кога се однесува на семејството, кога се однесува на собствените деца, на потесната фамилија. Ја не знам како, ја знам ние како функционираме кај нас во фамилијата. Ја не знам како успеваат и што им зборуваат на своите деца, на своите роднини, и како утре ќе го обяснат сето тоа. Ово мора да има една завршница, мора да има разрешување на цел овој проблем што се создава. Близко е крајот, се гледа крајот. Знаеш што ми е интересно, господине Каров? Излегуваш со службено возило и бегаш на полиција, без разлика внатре, дали си со девојка или со сопругата, кога оставаш возилото и бегаш на полицијата и навистина не само што е пародично, туку која е таа порака која е испраќа, а си носител на висока државна функција, министар. Ама видите, они не размислуваат ништо така. Ама најстрашно е што утредната излегуваш и објаснуваш нешто во кое што не знам дали и ти сами отверуваш во тоа што го зборуваш. Кажу, не. Најстрашното е во оваа структура што јас мислам дека они веќе веруваат во собствените лаги. Зарем. Јас сум убеден дека они више веруваат во собствените лаги. И едноставно за нив мора да биде така, они во тоа бараат спас. Па што ако почнат да прават сите така? Да бегаат на полиција, да почнуваш да веруваш, да.
Па не можат сите да прават така, затоа што тој првиот што не е во кругот, ќе го фатат и ќе настрада. А овие други одма прават конструкција која ќе ја пласираат во јавноста, дезинформации, одма се прават спинови, одма се прават се пуштаат луѓе дури и лажно што се спремни да сведочат и нема на крај си одиш и мирно заспеваш? Мене ме прашуваш Мишко? Па не разговараме. Јас не би можел. Мене тоа не ми е јасно. Јас не би можел тоа да го направам. И затоа се прашувам, знаеш, ово е више милион прашања до сега си поставувавме. Зошто го прават ова, како може да го прават? Ово е више последното прашање што можеме да го поставиме. Како пред себе и пред своите најблиски го оправдуваат и го објаснуваат тоа што го прават? Затоа што ние знаеме дека секаде во светот, поголемиот дел од граѓанството не е доволно едуцирано и не е на тој степен на зрелост, да речам, да може да донесе правилна политичка одлука без да му сугерира некоја партија. Затоа и постојат партиите. Иначе, ако луѓето се доволно зрели и ако како индивидуалци доволно добро размислуваат и логички и правилно расудуваат, онда не треба некој друг да им соли памет низ политички маркетинг или низ секојдневно убедување дека тоа е така. Зошто едни исти прилози некои телевизии секој ден ги повторуваат? Зошто се прават тие силни кампањи во кои што се убедува народот дека сме, не знам, најдобри... Ќе ве прашам за тоа. Да ги имавте бомбите. Не меѓу време да не освоивме светско првенство во фудбал, само што тоа не сум го чул на телевизија. Не сме. Не сме? Добро. Не знам да не сум неинформиран, во последно време не гледам многу телевизија. 165 сме. 165 сме во фудбал. Далеко сме од светски прваци.